божигно издание на емисијата Трилинг, а во ова издание на ТВ магазинот мој соговорник е сестра Ефимија од манастирот во Рајчица. Добре дојдовте. Добре ве најдов. На Ден Божик. До пред 25 години Македонската православна црква, сега Охридска архиепископија, едва броеше десетина монаси и монахињи. Како е денеска состојбата или како изгледа денеска сликата и колкав е бројот на свештени лица, особено во Рајчица? Значи, видете, до пред 25 години нашиот старец, игуменот на Бигорскиот манастир, владиката Партени, беше четвртиот монах во нашата земја. И според неговите зборови, тоа беше еден навистина многу тежок период за монаштвото во зачеток, за младото монаштво, кое што се соочи со две клучни нешта. Првото е дека се најде, односно се насели во опустошените манастирски објекти, а второ се соочи со еден разорен дух кај македонскиот човек, кој што имаше една многу погрешна перцепција за монашкиот начин на живот. Уште на самите почетоци, токму поради тоа, нашиот игумен, отец Партени, се зафати со возобнова на монашкиот живот, меѓутоа и со возобнова на литургискиот живот меѓу македонските верници. При тоа правилно духовно воспитувајќи ги и правилно религиски едуцирајќи ги, што потоа некако природно си придонесе да може да се промени перцепцијата кон монашкиот начин на живот, така што сега тоа е општо генерално многу добро прифатено. А конкретно на прашањето колку монаси има во нашата земја, можам да кажам дека околу 200 се некаде. Активни манастири не знам точно колку се, меѓутоа повеќе од 20 сигурно. Но само нашиот манастир, односно 4 манастири кои што се под наше духовно раководство, зборувам за Бигорски, Рајчица, Пречиста и Кнежино, бројат над 50 монаси. Конкретно во Рајчица, манастирот на Свети Ѓорги Победоносец, од каде што јас доаѓам, ние сме 10 монахињи. Имате увид колку монаси има по низ другите земји? Имате монаси од Русија, Грција, Хрватска. Така. Значи, во Македонија, да, има монаси од различни националности, има во нашиот манастир, например, ние имаме искушеник од Финска, некаде во манастирите на Струмичката епархија има и од Хрватска и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за монаштвото, за македонското монаштво надвор од границите на нашата земја, не можам да кажам точна бројка, меѓутоа многу мал е бројот. Значи, имаме еден монах на Света Гора, имаме неколку монаси во Србија кои што се заминати уште пред возобновата на монашкиот живот кај нас во Македонија. Имаме неколку монахињи во Клисурскиот манастир во Бугарија. Како го почнува денот или како започнува денот на монасите во Рајчица? Работите на минтрите на владиците. Така. Изработивте делот за владиката Вартоломеј. Дали тоа е главната преокупација на монасите и монахињите? Ние стануваме во 5:30 рано наутро и секој и нашиот работен ден, да речам, завршува околу 9 часот, некогаш и подоцна, зависно од обврските. Немаме слободен ден, немаме ден за одмор, меѓутоа тоа не ни представува никаква тежина, бидејќи постои една невидлива сила која што постојано не крепи, ни дава многу сила, ни дава многу радост, за да можеме да истраеме во сите оние задолженија, како што ние монасите ги нарекуваме послушанија. Знаете, во манастирот владеат едни други закони, духовни закони. Животот во манастир е живот во тишина,
се зборува на јазикот на тишината. Значи, животот во тишина не подразбира отсуство на комуникација, туку тоа е на потреба да го чуеш другиот, да го чуеш братот, да чуеш сестрата кога зборува, да ги слушниш незините потреби. Незините потреби се примарни и се пред твоите. Во манастирот на Матка се работат одеждите на македонските владици. Ги работите круните, потоа што митрите за македонските владици. Колку тој процес ви одзема време и како тој процес и кој се тоа го контролира? Во манастирот на Пресвета Богородица во Матка се изработуваат одеждите за македонските архиереи и свештеници, па и пошироко. Меѓутоа, процесот на изработката, јас не знам да го опишам, бидејќи не сум дел од тој процес. Меѓутоа, знам да раскажам за митрите кои што ние ги изработуваме во нашиот манастир. Значи, тоа е нашето главно послушание, нашата главна екзистенција, од каде што ние генерално се финансираме. За жал, тоа е сепак премногу малку за да се одговори на сите потреби на монашката заедница и на градежните активности со кои што сме сега зафатени. Меѓутоа, да, сме изработиле повеќе од 1200-1300 уникатни архиерејски митри за целиот православен свет. Во контекст на тоа колку трае изработката на митрите, можам да кажам дека е зависно од самиот нарачател, од самата нарачка. Значи, ако е целосно рачен вес, тоа може да трае и 3, 4, 5 месеци, но може да трае и најмалку месец дена. Во завршна фаза сте на подготовка на филм? Веќе повеќе од 4 години со една прекрасна филмска екипа предводена од режисерот Илија Каров се работи на филмот, документарниот приказ за 1000 години Бигорски манастир. Филмот е насловен како 1000 години сведок на светлината. Во завршна фаза е. Моментално се договараме околу неговата промоција. Овој филм транзитира од еден поинаков документаристички пристап во Македонија кон светскиот тренд на прикажување на документарни содржини. Оно што може да се забележи е дека Македонската православна црква го врати старото македонско, односно византиско црковно пеење. Така. Неодамна чинам бевте во Атина. Да. Кое искуство го дели тоа таму? Најзаслужен за враќањето на византиското црковното пеење во нашите храмови е секако нашиот старец, владиката Партени, кој што од самите почетоци со своето доаѓање во Бигорскиот манастир го пренесе тоа искуство пред се во Бигорскиот манастир, а потоа неуморно се трудеше во делото на враќањето на тоа пеење во сите македонски храмови. Сега, таквиот труд придонесе нашиот монашки хор да заблеска, да речам, и да биде препознат од страна на другите православни сестрински цркви, пред се од православната црква во Грција, каде што Бигорскиот монашки хор беше гостин пред околу месец дена на еден меѓународен фестивал за византиско пеење. Она што најмногу ме израдува е дека после завршувањето на нивниот настап, публиката
во чишто состав имаше многу видни лица од грчката земја и грчката влада, да речам, и црква, беше извикувано аксии. Тоа значи достојни. Значи, на тој извик секогаш им се подарува на оние кои што навистина многу го заслужуваат тоа. Под наслов епископ помирување, владиката Наум ќе напише: едни богати, други сиромашни, едни владеат, други се подчинети, едни здрави, други болни, едни се слободни, други во затвор, едните знаат, другите не знаат, како и многу други разлики, верски, национални, расни. Се тоа епископот е должен да го усогласи и усклади. Всушност, прашањето би требало да биде каков треба да биде епископот, нели? Дали треба да биде ваков, така? Знам еден таков епископ, и тоа е епископот Антаниски, господин Партени. Тоа е човек кој што јас многу одблизу го познавам, бидејќи тоа е мојот старец, мојот духовен отец. Кога го прочитавте ова, навистина се потсетив на неговото секојдневие. За него нема разлика дали некој е богат или сиромав, дали е славен или неславен, дали е власти или опозиција, дали е македонец или е некоја друга националност. Во неговото срце, големо срце, се прибрани сите луѓе. Каква е улогата на црквата денес во помирувањето меѓу граѓаните, меѓу луѓето? Црквата е сведок на вистината. И таа секогаш треба да сведочи најавтентично. Да не прави компромис со вистината, меѓутоа секогаш да биде во контекст и во духот на времето во кое што се живее. Постои една многу бава изрека, која што ја кажа еден многу познат теолог на црквата од минатиот век, отец Георги Флоровски. Тој вели напред кон отците. Зошто вели напред кон отците? Отците се оние свети отци кои што живееле пред нас и кои што ни го дале на љубавото. Ни ја дале на љубавата наука на црквата. Ги чувале нашите догми. Го изградиле православниот начин на живот, втемелено секако на учењето на нашиот Господ Исус Христос. Едно постаро истражување покажало дека граѓаните веруваат во Бога, но не и веруваат на црквата. Не и веруваат на црквата. А црквата е возглавена токму од нашиот Бог. Христос, кого што таа го проповеда. Тоа е Христос, односно тоа е Бог на љубовта. Тоа е Бог на мирот и на тишината. Тоа е Бог на радоста. Тоа е Бог на слободата. Ако вака се разбери црквата, односно нејзината глава, тогаш мислам дека младиот човек, односно човекот денес ќе биде многу поотворен и многу пожеден да може да чуе што е тоа што внатре во црквата се зборува, што е тоа што внатре се случува. Неодамна владиката Партени имаше средба со Вартоломеј. Кои беа пораките? Патриархот Вартоломеј, можам да кажам дека е една прекрасна и топла личност. Тој е вистински татко на православието. Човек кој што ги разбира потребите на живите цркви. Јас сум сигурна дека неговата љубов кон нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија е утврдена и дека тој како единствен кој што може да се занимава со нашето црковно прашање, ќе го стори тоа во догледно време. Дали
тука гледате конечно излез од ќорсокакот со кој се соочува Македонската православна црква во дијалогот со Српската православна црква. Бидејќи велите меѓу другото, епископот, односно поглаварот Вартоломеј, има чувство и разбирање за нас. Како Македонска православна црква говорам, Охридска архиепископија. И гледаме и се надеваме дека ќе биде така. Сестра Ефимија, на Ден Божик во Трилинг, Божик е празник кога семејството најчесто седнува на трпезата. Божик е празник кој што сведочи за една благогласна тишина. Тоа е празник кој што би рекла пред повеќе од 20 века направи една тивка револуција. Примарното нешто кое што треба да се случи на празникот Божик е да се сетиме на Христос. Ние во црквата велиме на Божик да се сетиме на Бога, да се сетиме на Христос.